Планината Бистра се наоѓа во Западна Македонија и со својата импозантност им дава значаен белег на групата Шарскопински планини. Од запад се граничи со реката Радика, а од југ со планинскиот простор Јама и Стогово, од исток со Копачка, од Кичевското поле и од север со Шарпланина. Спрема Кораб и Дешат, нејзината западна граница е обележена со величествената длабока клисура на Радика. Од сите други страни, Бистра, орографски, така сраснала со околните планини, што нејзиното издигнување над средната височина незначително се забележува. Во висински поглед, Бистра има преодни обележја на високи и средно високи планини, со многобројни карактеристични конусни височинки. Тоа, впрочем, и најубаво може да се види на овие снимки. Нејзини највисоки врвови се Меденица со 2162 метра надморска височина, Требишка дупка со 2151 метро и Ќурков дол со 2111 метра. Овие врвови на Бистра се наоѓаат на низините западни и источни делови. Внатрешниот релјеф на планината е далеку понизок. Неговата средна надморска височина изнесува 1600 метри и, како што веќе рековме, е исполнет со конусни височинки. Кога се движите во неа, забележувате дека е тоа чудна планина. Страните ѝ се високи, а средишниот дел низок. Токму како превртена купа. Во долните делови е обрасната со истакнат појас на дабови шуми, од кои добар и најголем дел припаѓа на Церот. Над овој појас се издига просторот на планината во кој се застапени букови и буково-елови шуми. Во својата горна граница, шумата е толку потисната од влијанието на пасиштата, што тешко, дури и невозможно може да се одреди нејзината природна горна граница. Зоните на планинските пасишта се особено развиени југоисточно и северозападно. На места, овие пасишта се долги и до 32 километра. Најмалата широчина на пасиштата изнесува околу 4 км и се наоѓа меѓу врвовите Осојница и Какограмадија. Развојот на пасиштата по интензитет во минатото бил најјак на северните делови на Бистра, спроти Шарпланина, односно во атарите на Беличица и Кичиница. Оваа планина има околу 16.000 хектари планински пасишта во непрекинат комплекс, раштленет на 36 планински делови, односно бачива. Еве едно такво бачило во кое престојуваат над 2000 овци молзници. Тоа е составено од котари, простор за молзење на овците, простории за преработка на млекото,
kolibi za prestojno ovčarite i така натаму. На Бистра најмногу овци се напасувале кон средината на 19. век. Тогаш на овие терени паселе околу 100.000 глави. Ту молзници, ту јалови, шилежиња или јагниња. Пред Втората светска војна или поточно од 1931 до 1940 година, во летните месеци на Бистра паселе 45.000 молзници, 10 до 15.000 јалови овци и јагниња и околу 400 до 500 коњи. Иако оптимално капацитетите на Бистра се движат над 65.000 овци и 1250 коњи, денес тој број е намален. Љубете Белковски, колку години сте со овци? Со овци сме веќе од 13 години, а денес сега имаме 59 години. И цело време се со овци? Се со овци зиме и лет. Не ви досади? Досаде, ама така овчарството ми било во душава завлезено и никој пат колку маки сум имал, не можам да го одсебам од душата. Дали целото време на работа сте го поминале на Бистра? Па целото време на Бистра сме го поминали. И ви се Преку летото. Преку летото се разбира. А преку зимата, зимир капи. Ви се допаѓа Бистра? Бистра е убава планина. Една од најубавите велат. Убавите планина е Бистра. Што најмногу ви се допаѓа на Бистра? На Бистра се допаѓа собачилата, што е природна доста вака и не е многу висока за овците, ладна да е. И најпитома планина е Бистра за молзните овци. Бистра и припаѓа на групата планини кои ја представуваат на интересната планинско-пасишна област на Балканскиот полуостров. Со неа во нашата земја можат да се споредуваат само уште Сињаевина и Пештер. И трите овие планини се изградени од варовник и на нив се наоѓаат нашите најубави планински пасишта. Бистра има релативно доволно изворска вода, повеќе од што ви со рамнината Пештер во Социјалистичка република Србија, со која најчесто се споредува, а многу повеќе од што Сињаевина во Социјалистичка република Црна Гора, која има добри пасишта како и Бистра, но нема постојани извори и водотеци. Каков што е, на пример, овој, што се протега по голем простор од пасиштата на Бистра планина. Се вика Бистрица и по него е наречена планината. Богата со вода преку целата година. Моќта на варовниците, а со тоа интензитетот на карстната ерозија на Бистра не е таков каков што е на Динарскиот карст. Тој е покриен со подебел слој рудина и затоа тревната покривка на пасиштата е компактна и многу отпорна спрема пасење.
Ova planina, veke rekovme, bogata so voda. Ima poveke izvori. Se opredelivme da vi prikažeme nekoj odniv. Ovoj ima dve iminja. Šarenpejko mu je prvoto, no popoznate kako blizna voda. Kako što se gleda, to istečuva preku dva kraka. Jedni od odivo Jadranskoto, a drugi od krakvo Egejskoto more. Znači predstavuva vododelnica među ovije dva sliva. Od tuka ime to blizna voda. Vednaš nad ovo izvor, vojedna mlaka, sozdadena od topenjeto na zaostanati atlanski sneg, zabeležuvame oaza od crveni ruži. I go slušame objasnovanjeto na magister od Rade Drenkovski, biolog. Na vlažnite tereni od subalpski od pojas, kada što postojano izvira voda i se natopuva terenot, kako što je to slučaj ovde, se razviva posebna vegetacija na močvarni livadi, koja sadrži mal broj vidovi rastenija. No, jedno od njih, narečeno Blaženka, se zabeležuva ušte od daleku, su izvanrednata i karakteristična crvena boja. Rastitelniот покрив на планинските пасишта од Бистра е составено повеќе растителни заедници. Многу од нив немаат стопанско значење, но некои се доста ценети. Како, на пример, шарпланинскиот чај, напивка која се прави од мала билка со жолти цветови. Се бере во време на полно цветање, а потоа се суши насенка. Во зимно време е многу актуелен, зашто извонредно дејствува против настинка. Нема споредни дејства, иако таинот што го содржи го дразни нервниот систем. Чајот од овој цвет мириса многу убаво, а е последица на етеричните масла што ги содржи. Се наоѓаме од највисокиот врв на Бистра, Меденица, на надморска висина негде околу 1800 метри. Оваа височина е оптимална за успевање на планинскиот чај, кој што е познат како Сидеритис скардика. Овој чај е распространет сем во Македонија, уште во Албанија и Грција. Распространет е воглавном на валовничните планини, на височина негде над 1700 метри. Планинскиот чај се повеќе се користи од страна на населението, масовно се собира, така да представува опасност за неговото исчезнување. Денес ние сретуваме се помали и помали количини на овој чај, на ова растение. Секако дека ова растение би требало да биде ставено во списокот за заштита на ендемичните растенија во Македонија. Кога од населбата Мавровјанови ќе се тргне кон селото Галичник, некаде на половина пат, се наоѓа една чешма, крај која многу патници сопирале на починка и разладување. Сопираме и ние. Името на овој извор, а со тоа и местноста, се многу карактеристични. Се вика Царевец, или многумина галичани ќе ве поправат во изговорот. Тоа е велат Царева чешма. Од каде името? Еве неколку толкувања за постанокот на името. Овде, поради ладната и лесна вода, доаѓале на летување и одморање многу видни луѓе од Турската империја. Дури и цареви. Второто толкување е дека
До овде стигнал турскиот султан гонејќи гимјаците, племе што живее на Бистра. Но кога ја согледал непроодноста на овие терени, не му преостанало ништо друго туку само да подигне шатор, да ги повика мјачките првенци и да склучи со нив договор. Им дозволил да го креваат барјакот на свадби и верски празници, но да не креваат бунтови. А тој султанот уште неколку дена се разладувал од водата на оваа чешма. Сме на една височина од Бистра, со висиномерот мерам и забележувам дека сме некаде на 1850 метри надморска височина. Другар Дренковски, барајки го копиданот за снимање, иако изгубивме повеќе часови, не можевме да го пронајдеме, но затоа пронајдовме едно друго растение кое ни се чини дека е необично. Прв пат барем јас го гледам. Дали е навистина така? Да, тоа е ретко растение, ендемично за Балканскиот полуостров. Распространето е во Македонија, Југославија, Албанија и Грција се до Крит. Расте на карпестите варовични терени. Каков што е овде, овој терен, како се вика? Дали има име? Има народно име, не го знам, а латинското име е Potentilla speciosa. Што е карактеристично за него? Карактеристично е што е тоа ендемично растение, ретко. Дали на другите планини во Македонија го има? Го има само на варовичите во Западна Македонија. Го оставаме с нашиот снимател Драги Таневски да направи уште неколку кадри од ова растение и го продолжуваме патот барајки го копиданот. Во непосредна близина се наоѓа едно многу интересно растение здравец, познато како Geranium subcaulescens. Тој вид е многу карактеристичен за сите пасишта во Западна Македонија. Една поголема група растителни видови на Бистра го чини средноевропскиот флорни елемент, чија граница на распространување е негде во јужна граница на распространување во Македонија. На карстната површ на Бистра е забележана една феноменална појава, и тоа во шкрапите и вртачите. Тоа е шумскиот елемент копидан. Видот се смета како вистински шумски, кој по правило не би можел да се развива ако ги нема шумските едификатори. Присутноста на овој вид на 1600 метри надморска височина во камењарите јасно не упатува на неговата реликтност, остаток од некогашните шуми на овој простор. Според овој, а и од многуте други податоци, можеме да констатираме дека на карстната површина на оваа планина порано екзистирале одредени типови карстни шуми. Од групата средноевропски видови, чија јужна граница завршува во Македонија, е и копитникот или копидан, како што се вика на Бистра. Тој расте на Бистра како шумски елемент, меѓутоа се сретнува и на пасиштата во шкрапите на каменистите варовични терени. Листот личи на конјско копито, поради кое и добило името копидан или капидан. А во народот е познат видот по необичната миризба на стеблото од овој вид. Ова е смрделика смрека. Представува планинско полегнато растение на топли стеновити терени, особено на Варовик. Во нашата република е распространето единствено во западните краишта. Има значење во заштитата на земјиштето од ерозија, правејќи густ зелен тепих. На Бистра се сретнува на височини од околу 1800 метри, каде делумно прекрива варовнички стени, на кои формира зелен заоблен покрив, ширејќи се бавно по истакнатите делови на планинските гребени.
Kako nastanale pasištata na Бистра? Два фактора одиграле главна улога. Првиот е дејството на природните сили кои действувале со векови. И вториот, човекот со неговото постојано влијание. Пасиштата човекот ги создавал на шумско растиште, потиснувајќи ја шумата од најраната човекова цивилизација. Вака создадено земјиште не било погодно за земјоделски култури. Разликуваме два вида пасишта. Првите се простираат под 2000 метри апсолутна надморска височина. Тие се викаат уште и секундарни трајни пасишта. Вторите или примарните трајни пасишта се распространети на најголемите височини, по правило над 2000 метри апсолутна надморска височина. Во највисоките појаси на Бистра денес се наоѓаат непрегледни површини планински рудини, во кои на места има и стени и точила. Според подлогата, вегетацијата се диференцира во две основни групи – пасишта на варовник и пасишта на силикат. Најпрви неколку збора за пасиштата на варовник. Тие се карактеризираат со разнообразие на вегетацијата и богатство на растителни видови, кои во крајна линија им даваат специфика на млечните производи од оваа планина. Во прв ред, напрочуениот кашкавал од Бистра, а потоа и белото сирење. Овие пасишта обилуваат и со особено богатство од ендемични видови растенија. Некои од нив нашата камера и ги забележа. Пасиштата на силикатните терени физиономски се поедноставни. Нив ги представуваат помал број видови. Пасиштата на Бистра се наоѓаат на планинското рамниште, додека страните на планината претежно ги прекрива шумска вегетација, релативно добро зачувана. Преовладуваат буковите и дабови шуми. Најмалку има и глолисни. Се предпоставува дека во минатото имало големи комплекси и глолисни шуми. Ова се нивни остатоци. Во големиот лакт на клисурата, што го гради Мавровската река и реката Радика, во атарот на селото Волковија, се простира чиста елова шума на надморска височина од 900 до 1670 метри. Оваа шума представува интерес многу поширок отколку наш македонски, зашто по се изгледа дека овде таа е најјужната граница на протегањето. Појужно од овде, кон Галичица, изгледа дека се јавуваат само преодни облици меѓу европската и грчката ела. Да се говори за Бистра, а да не се спомене еден неизин недостапен дел, би било неправда. Тоа е местноста наречена Острово. Што е всушност Острово? Тоа е див предел, непристапен од ниедна страна, обрастен со многовековни букови шуми и остатоци од ела, во кои царуваат дивите животни, пред се мечката, рисот, волкот и дивокозата. Тоа е нашата прашума, што се простира на западните делови од Бистра, омеѓена од три страни со Радика, а од четвртата со Требишка дупка. Тоа е строг ботанички резерват, кој допрва треба да се проучува. На планината Бистра има и многу населени места. Ние се определивме да ви ги прикажеме само со по неколку кадри, најпрвин Галичник, а потоа и Лазарополе, од проста причина што во минатото тие и биле најголеми мијачки населби на Бистра. За тоа се докази градбите од тоа време. Во Галичник куќите, а во Лазарополе селската црква изградена во првата половина од минатиот век. Куќите во мијачките села се градени од камен, цврсти, со мал број прозорци, со здрави железни потпирачи на вратите и со разни скривалишта во нив. Овие куќи однадвор личат на тврдини.
Во непосредна близина на селото Лазарополе, во местноста Коритник, на околу 1400 метри апсолутна надморска височина, на една влажна ливада обколена со букова шума, вире едно многу ретко и спорадично растение. Латински се вика Тролиус европеус. Мештаните го викаат многу поедноставно жолта ружа. Представник е на групата европски врсти, која во овој дел ја достигнува на јужната граница на простирање. Планината Бистра е мощно добро проучена од аспектот на природните науки, географијата, хидрографијата, геологијата и ботаниката. Особено е истражувана и добро позната флората и вегетацијата, така да денес имаме вистинска представа за составот на извонредно богатиот растителен свет. Од ризницата на многуте вредности ги прикажавме само основните карактеристики на пределите, гледани од најразлични аспекти од природата на оваа планина. Се задржавме и на неколку вистински представители од флората на овие предели, како би ја надополниле впечатливоста и потенцирале привлечноста на овој крај. Веруваме дека одбележавме со камерата доста од вредностите. Секако, многу од нив и за прв пат. Treva zelena, sotaja voda studena, sotija